Државата се задолжува 15,3 милиони евра за поставување на трите нови патарини. Распишан е тендерот за изградба на двете патарини кои треба да се постават на автопатот Миладиновци-Штип и уште една на автопатот Кичево-Охрид. Парите се обезбедени со заем од Европската банка за обнова и развој, а тука влегуваат и трошоците за електронска наплата кај рампите Миладиновци, Глумово, Желино, Тетово и Гостивар. Компанијата која ќе ја добие работата ќе се знае до октомври годинава, а крајниот рок за нивна изградба и за воведување на електронска наплата е 12 месеци. Во меѓувреме превозниците реагираат и се лути на државата што ги поскапува патарините. Вела дека секое воведување на нова давачка ги зголемува трошоците за транспортерите. За сите тие што вршат внатрешни превози, се зголемуваат трошоците затоа што тие не можат да ги враќаат дури ни оние средства што ги плаќаат однапред за патна такса при регистрација на возилата. Сегде во секоја држава се воведуваат патарини доколку има пуштање на нови автопати, али фактот останува, трошоците се зголемуваат и превозниците треба да размислат на кој начин ќе си ги надокнадат трошоците кои што ќе се зголемат. Оваа недела и официјално ќе биде пуштена во употреба првата од двете патарини на автопатот Демир Капија Смоквица кај Гевгелија. Таа ќе биде најскапа досега и за автомобил ќе чини 100 денари. Другите превозници ќе плаќаат 160 денари, а тоа се возилата од втора категорија, каде влегуваат комбиња и автомобили со приколка. Потоа 290 денари за автобусите и полесните камиони, а 430 денари за шлеперите. Доколку возачите користат електронски картички, овие превозници сепак ќе имаат попуси до 7%. Потоа на делницата Штип Миладиновци на двата пункта кај Кадрифаково и кај Свети Николе ќе се наплаќа по 50 и по 70 денари, што значи заедно со патарината Миладиновци дневното користење на новиот автопат граѓаните ќе ги чини 360 денари. Ова е за 120 денари повеќе од патувањето на релација Штип Велес Скопје и обратно. Инаку по отворањето на новите делници во Македонија се плаќаат најскапите патарини во регионот, ако се суди според извозените километри. Колку за споредба во соседна Бугарија електронската винетка за еден месец без никакви ограничувања за патувања чини само 940 денари. За истиот период во Македонија возач кој редовно патува од Гостивар или Гевгелија до Скопје треба да плати 5320 денари или 6840 денари. Потоа од Велес до Скопје и назад месечно треба да се плати 4560 денари за еден автомобил.